Добро вечер, почитувани гледачи. Во вечерашново интервју со нас во студиото е човекот кој што е градоначалник на една од најпосакуваните општини во Република Македонија, а потекнува од нашиот североисток. Добро вечер за господинот Стефче Јакимовски. Добро добре дојдовте. Добро вечер, добро најдов. Особено чест ни е што сега пред многу атрактивни и интересни настани на општина Карпош, вие сепак издвоивте време да дојдете кај нас, во нашето студио, а ние ве поканивме, кажавме зошто. Вие потекнувате од Кривопаланечката општина, поточно од селото Подржиконј, поточно од едно место, во близина на едно место, кое што се вика... Па, над мојата куќа се наоѓа планината Ретки буки и Чупино брдо. Чупино брдо е познато по тоа што по котата 902, тоа се двете спорни места, Кодра Фура и Чупино брдо, кои што беа две спорни места со разграничувањето со Србија и двете спорни места на кои што беше стационирана силите на Умпрофор кога Македонија се остамостојуваше. Инаку на Чупино брдо на 14 јуни 1944 година има една голема битка меѓу третата македонска ударна бригада, шестата јужноморавска бригада и дел од косовските баталјони, кои што буквално ја растуриле 52-та бугарска дивизија, која што броела некаде околу 12.000 војници. Значи тоа е една многу страшна битка на која што јас како дете се сеќавам. Секоја година со хеликоптер доаѓаше генералот или командантот на Народно-ослободителната војска на Македонија, генералот Михајло Апостолски. Секоја година тоа беше еден куриозитет и се сеќавам како дете, граѓаните стално, односно мештаните зборуваа како кога ќе доаѓа хеликоптерот, коњите ќе им се скинат, ќе испобегаат, дома ќе ги најдат и посебното задоволство кога ќе го видат Михајло Апостолски, така да е и за мене тоа посебно ми исполнува и кога ќе отидам на Чупино брдо, се гледаат и денеска рововите во кои што македонската војска, тоа е при самото самостојување, значи два баталјона војска кои што беа распоредени под команда на генералот Манасиевски, кои што го чуваат тој терен од завземање на српската војска, и таа е многу битна стратегиска точка на која што потоа се стационира силите на Обединетите нации и практично до разграничувањето со Србија, значи тој дел беше под юрисдикција на Обединетите нации. Така, јас пак ќе се вратам на местоположбата на вашето место на раѓање, на прекрасната клима, на 1500 над вас метра надморска височина. Тоа ли допринесе да во животот имате таква преце и физичка, но и ментална кондиција? Па мислам да. Таму луѓето, како да ви кажам, тешко живеат, тешко живееле, навикнати се многу да работат, од изгреј сонце до заоѓање на сонцето, и јас го паметам периодот некаде до почетокот на 80-те години, кога немаше, до средината на 80-те години, кога немаше ниту струја. Вода имавме малку порано, бидејќи тоа се планински села од разбиен тип. Овде имате 2-3 куќи, па на 500 метра 5 куќи, па на 300 метра други 2 куќи. И практично селото доби пат некаде почетокот на 90-тите години, меѓутоа немаат сите мали асфалтиран пат. Јас често пати знам да кажам дека моето село по површина колку цело Скопје се наоѓа на 3 планини, на Гарваница, на Ретки буки и на Чупино брдо. Таму луѓето, например, мојот татко од Подржиконј со конј пешки доаѓал до Клечовце на вршење, или одел до Свети Николе на косење, или например, еден наш мештанин на почетокот на Втората светска војна своето дете кое било 9 годишно било болно и го однел на лекување во Бор, каде што работел во Борскиот рудник. Кога започнала Втората светска војна, тој на ушка го донел од Бор до нашето село своето 9 годишно дете. Може да замислите какви се тоа куриозитети, или пак кога ќе кажат старите дека караваните кога оделе уште за време на Турско во Солун, и во Солун носеле овни на продавање и на враќање се враќале со воз и го загубиле своето куче кое се викало Лефтер,
И по нивното доаѓање по месец дена Левтер стига во селото, тоа е исто така еден голем користец. Значи кучето како успело од Солун да дојде до Подржикоњ. Значи има такви многу интересни работи. Мене ме врзува тоа место, тоа ми е заедно со мојот Карпуш ми е најмилото место на светот и ја многу често патувам и сум во Подржикоњ. Така, и до која возраст останавте таму? Јас на 4 годишна возраст сум дојден во Скопје, значи некаде октомври месец 64 година. Веднаш 20 дена потоа е родена сестра ми во Скопје, во населбата Влаја. Иначе до својата 18 година секој одмор, значи на 10 завршува школските години, јас веќе на 13-14 сум одев во село и таму останав до 25 август и искрено да бидам со плачење се враќав за Скопје затоа што тој живот мене многу ми се допаѓаше и годините ги броев од Подржикоњ до Подржикоњ. Значи навистина ме исполнуваше тој живот таму. Ви верувам, затоа што сите мечтаеме да имаме некое да, такво иначе место. Кога спомнавте, таму се луѓето живееле, например мојот чичко работеше во рудник и секој ден патуваше 2 часа до своето работно место и 2 сата назад пешки. Зиме, лето, прва, друга и трета смена. Значи, и тоа не само тој, многу од нашите граѓани, тоа се многу луѓе кои што биле необразовани, работеле најчесто во рудниците, добре во Саса, многу млади оболува од силикоза, за жал многу вдовици останува како резултат на тоа што нивните мажи го оставаа здравјето во добревските рудници или пак во борските рудници. Мојот дедо е исто така тој кој работел и во Ртањ и во Тресибаба и во Подвис и во борскиот рудник и во Саса и во Добрево и во Маврово како градежен работник. Значи тоа е судбината на тие работници, но она што е многу битно да се каже дека прашање е ова Македонија дали би била денеска повеќе од 3 спрата ако не би биле паланчаните. Градежните работници од Паланка познати на секаде. Не само овде во Македонија, туку на секаде. Нивните вредни раце ја граде ова Македонија и ја граде Југославија. Особено велат сега, доколку сакате да си направите куќа од камен, нема можност некој друг да ја направи подобро од паланчаните. Да. Ова не е ЕПП за паланчаните, ама навистина така велат. Дали може би тој генетски код за кој што зборите вашите дедовци, вашите чичковци, поранешните жители, може би тие беа баш оно кое го носите во себе за да дојдете до една доблесна титула. Вие сте 5 пати првак во карате во Македонија и 2 пати во Југославија. 2 пати трет во Југославија, 5 пати првак на Македонија, 2 пати апсолутен вице шампион на Македонија и постојан член на македонската репрезентација. Веќе станав член и на југословенската репрезентација, 2 пати одбев на подготовки, еднаш на Жабљак, еднаш во Херцег Нови и потоа одлучив веќе да се повлечем од каратето затоа што сметав дека мојот животен пат треба да оди во нова друга насока, не во насоката на спортот. Тоа беше еден прекрасен мој период од 9 години на активно спортување и мојот живот беше посветен на каратето, но видов дека животниот пат мора да оди во друга насока и дека се е до време. До време е како што одредено време треба да учите основно училиште, па треба да завршите средно, па треба да завршите факултет, така и каратето било до одредено време, по одредено време треба да се ориентирам на нормално на својот, да го остварам својот животен пат, да се вработам, да заснувам семејство, да обезбедам стамбено прашање, да обезбедам за своите деца, да се афирмирам, да направам кариера и така натаму. Сметав дека многу побитна е професионалната кариера отколку спортската кариера. Спортската кариера е до време. Додека сте млад, додека немате повреди, значи оптеретувањето на едно спортско срце е 220 минус годините. Природата си ги направила своите. Затоа, например, атлетичарките или пак пливачките, кој што е многу напорен спорт, ви имате на 14 години Корнелија Кристина Ерат беше 4-кратна олимписка првакиња на 14 години, затоа што незиното срце неговото оптеретување 220 минути годините, значи она може 206 очекувања во минута да издржи незиното срце. А на преваровач кој има 40 години, неговото срце може да издржи максимално оптеретување 180 очекувања. Се натаму е опасно по здравјето, што значи дека додека сте млад, можете да постигнувате врвни резултати, потоа треба да И постигнавте. Еве, во спортот постигнавте. Така, не и тоа е дел од мојата гордост. Каратото е дел од мојата гордост и јас кажувам дека уште еднаш кога би се родил, јас повторно би тренирал карате и би тренирал толку колку што сум тренирал. Така.
И постигнавте, пак да кажам уште еднаш, и во спортот, и во професијата. Вие Она сте што економист. не е само резултатите кои што ме задоволуваат од каратето и ме прават горд, каратето ми даде, како да кажам, и една животна подкрепа. И еден баланс, можеби, за понатаму. Не само баланс, туку прво да научам да се подпирам на собствените сили, бидејќи каратето е индивидуален спорт. Борба на еден, не е колективен спорт. Вие може малку да забушавате, меѓутоа другиот колега ќе даде кај колективниот, кај индивидуалниот нема. Вие со противникот и нормално судиите. Но каратето ме научи брзо да размислувам и брзо да носам одлуки, бидејќи вие во каратето немате време да размислувате. Морате да донесете одлука во милионите дел во секундата. Сега ќе ве прашам нешто. Да. И каратето ли, и таа таква концепција на тој спорт, да кажам, вие донесе можноста брзо да одлучувате. И брзо одлучивте во моментот кога беше пресуден да одлучите. Да. На која страна ќе преклапне клапното? И да ви кажам вака, секогаш кога сум одлучил брзо, никогаш не сум погрешил. Секогаш кога сум се колебал сум грешил. И нели се поколебавте што и брзо во каратето одлучивте? кога сум се колебал дали да нападнам или да се бранам, што техника да примене така натаму, противникот ќе ми заработил поен. Секогаш кога одлучувам дали да нападнам или да се бранам, значи секогаш тоа било исправна одлука. И тоа ми е моја главно мото во животот. Кога носам брзи одлуки, секогаш ми се исправни. Секоја чест. Меѓутоа, дали барем во првите 24 часа кога ја донесовте одлуката, знаеме зашто говориме, нели, знаат и гледачите, не се покајавте, ама можеби и на секунда. Извините, вака што ве прашувам директно, ама да бидеме многу... И јас ќе го цитирам мојот постар син, кој што тогаш беше 23 годишно момче. Вечерта кога му кажав дека одлучувам да се кандидирам, тој ми рече вака: тато, ти со оваа одлука во моментов не можеш да се гордеш, ама да знаеш дека носиш исправна одлука. И мислам дека тоа е најисправниот суд и најисправното мислење за она што тогаш одлучив. Никогаш не сум се покајал, горд сум на таа одлука, исправна одлука. Граѓаните добија тоа што сака, граѓаните излегува да гласаат, избори се организираа за да граѓаните си го кажат своето мислење. Комбинаториките на тој што не требаше да ги прави комбинаториките, сепак треба да свати дека кога ги прави комбинаторики со живи луѓе, со судбини, а ние во општина Карпош имавме вработени чии што судбини се става исто така на коцка. И искрен да бидам, кога го правевме тој последен разговор, моето мото беше: председателе, во овие 5 општини ние имаме некаде околу 9000 луѓе вработени. Тие луѓе, знаете ли каква траума им носиме? Неговиот одговор беше: што да се прави, мора да има жртви. И јас мислам дека и тогаш мене дефинитивно ми се разбистрија сите работи, дека ние ја водиме политиката за живите луѓе, не за да правиме жртви, дека мртви индијанци никому не му се потребни, дека потребни се луѓе кои што ќе знаат да во даден момент да излезат на чистина. И сакам да кажам дека поигрувањето со судбините на луѓето е опасна работа во политиката. И мислам дека граѓаните тоа кај нас политичарите, кој е искрен, кој не е искрен, кој во душата си носи нешто малце покварено и задно, граѓаните знаат точно да го прочитаат и на соодветен начин да го верификуваат. Впрочем, граѓаните на општина Карпоши знаат и живеат таму, а и пошироко во Македонија, што се направивте досега. Вака, вие сте економист. Да. Вие бевте во Катланово Турс, така се викаше фирмата порано. Неколку пати веќе сте градоначалник. Бевте министер во Министерството за труд и социјала. И економија. Вие сте човек кој што сите амбиции кои што си ги поставивте како млад и кога се развивавте, како што говоревте пред малку, веќе ги доведовте на некоја точка на врвот. Затоа сведочат нештата што се случуваат во општина Карпош. Ке се вратиме после на тоа. Најново сега што е европскиот шампионат во шах, што треба
за кој организатор е општината Карпош, така? Да, тоа е една врвна шаховска манифестација, која што прво треба да ги покаже капацитетите на општина Карпош да организира на таква манифестација. Искрено да бидам, во Македонија немала таква манифестација во која што ќе бидат присутни 800 надпреварувачи од цела Европа. Каде што 37-8 земји ќе пратат своји представници, каде што ќе дојдат најсилните шахисти на светот во Европа моментално, значи Калсен е европски светски првак. Тоа е данец по потекло, значи тоа се најсилните прваци шахисти во светот. Меѓутоа ова чест не ни падна од Господ. Како Европската шаховска федерација знаеше да препознае дека општина Карпош? Затоа што ние за 3 години направивме Карпош Опен, го направивме меѓу 5 најсилни турнири во Европа да биде. По организација, по награди, по квалитет на надпреварувачи, по масовност. Ќе ви кажем еден куриозитет, на пример Сараево Опен е со покровителство на Гари Каспаров. Так. И никогаш не успел од 100 до 120 шахисти да собере повеќе. Ние имаме ситуација која има и 250 шахисти од 37 земји, кои ќе ви дојдат луѓе од Кина, од Индија, од Бразил, од Америка, од Израел. Се случувало и да не можат луѓето да обезбедат визи ради процедурите. Сепак Македонија не е Русија, Македонија не е Америка, сегде да има воспоставено дипломатски односи, значи додека завршат тие проверки, додека од една земја во најблиската земја која што е задолжена за тој регион да издаде виза, поминува многу време, се случувало да се вратат шахисти. Мене ми е драго што можеме да го повториме, можеби барем малку она време кога Македонија ја имаше шаховската олимпијада. 1976 година, кога беа Карпов, кога беше Корчној, кога беше Талј, Полугаевски, кога беше тогаш беше Фишер, Боби Фишер, светскиот првак Спаски. Значи тоа може да го видат граѓаните не само на Македонија, на цел свет. И оно што е најбитно сега, преку Карпош Опен, например, го следеа преку 130.000 љубители на шах на онлайн. Сега мислам дека тоа ќе бидат милионски. Има ли подобар маркетинг за бројки? Тоа е афирмација за Македонија. Мене ми е навистина често тоа. Ние придонесовме да овој шаковски, како да кажам, шаковски настан се одвива во Македонија. Ова ќе биде исто така еден голем тест за Македонија, каде што постои расположение кај претседателот на Светската шаховска федерација да бидеме домаќини на 50 годишнината од шаховската олимпијада што беше во Македонија, значи 76-та година, да се додели повторно на Македонија на 50 годишнината. Значи на 50 години повторно Македонија да биде организатор. Нормално Карпош нема такви сили, затоа што се потребни некои 3,5 до 4 милиона евра треба да се потрошат за таа манифестација. Меѓутоа, доколку има слух и од владата, би се вклучила општината, градот Скопје, тоа било страшен настан во кој што скоро 4000 шахисти од цел свет ќе дојдат во Македонија. Може би до тогаш ќе влеземе во Европа, па ќе имаме... Па и да влеземе во Европа треба да, како да кажам, да се можеби да се подскрати од некои други работи, меѓутоа оваа манифестација е многу битна за афирмацијата на државата. Тоа значи дека Македонија треба да исполни стандарди со хотелски капацитети, угостителски капацитети, со инфраструктура, со организација, со превоз, со транспорт, со телекомуникации и така натаму, да организирате таква една светска манифестација, шаховска олимпијада. Тоа значи дека да и се довери таква работа на Македонија, тоа значи дека Македонија стигнала на многу високо организационо ниво и пред се како држава, и дека покрај државните институции кои што знаат да функционираат и тоа да го поддржат, тоа значи дека и спортските работници, значи оној, како да кажам, спортски сектор, невладин сектор е со многу силни капацитети, и ќе биде многу драго ако аплицираме и ако излобираме Македонија да биде земја која што ќе организира олимпијадата во, мислам дека реков 2016, мислам дека е 2018. Да секаме, да се надеваме и да очекуваме дека ќе биде. Да очекуваме дека ќе биде. Ете така. Ние да се вратиме пак на општина Карпош. Што најмногу ви забележуваат граѓаните? Искрено. Па вака, во оној дел на урбаниот што работиме, мислам дека граѓаните немаат многу забелешки, нормално секогаш дека
сакаат граѓаните да има повеќе и повеќе. Искрен да бидам, ако соопштам пред аудиториумот дека во Карпус за 6 години сме реконструирале 72 улици со вкупна должина од 130 километри. До Демиркапија. 130 километри е Демиркапија Скопје. Ако кажам дека сите 10 основни училишта се реконструирани, тоа топ. 4 градинки се реконструирани. Дека сме изградиле, на сите улици се сменети рабниците, тротоарите, уличните осветлување, подземните инсталации. Сме изградиле 30 километра канализации и водоводни инсталации. Вие гледате, минатата година имаше толкави порои, секаде во Скопје имаше запушувања, имаше поплавени коли, канализационата мрежа е сведена. И така натаму само во општина Карпуш тоа не се случуваше. Значи, одделот на инфраструктурата ние имаме одлични резултати и многу сме се потрудиле. Мислам дека најголемите забелешки доаѓаат во оној дел политичкиот ангажман. Тука ли ќе го сместите делот што ви забележуваат за зелените површини, дека вие сте човекот број 1 кој што дозволува да се уништува зелена површина во општина Карпош поради градежна експанзија? Не. Тоа се, за жал, Социјалдемократскиот сојуз во политиката многу се служи со лаги. Прво, со закон е забрането да вие уцртате зграда или куќа во реализирано зеленило. Значи, таква шанса нема теоретска. Тоа е решено со правилниците на Министерството. Второ, јас сум градоначелник и Карпош е општина каде што има цвеќиња колку што има во сите општини во Република Македонија. Тоа се жардинерите по Партизанска, тие сами не никнаа. Ги изградила општина Карпош, иако Партизанска е градска улица. Погледнете го булеварот Теодосиј Гологанов, тоа е цветна градина. Погледнете и парковите низ Карпош. Иако немаме обврска ние да го одржуваме зеленилото, ние плаќаме 100 работници кои што го косат и го одржуваат зеленилото на територија на општина Карпош, бидејќи тоа е обврска на градот Скопје, бидејќи граѓаните плаќаат во сметката за ѓубретарина, плаќаат и за одржување на зеленилото кај јавното градско. Чистота и зеленило нормално. Да. И меѓутоа, ако општина Карпош не чисти, не коси, не полева, верувате змии ќе ни шетат, особено минатата година која беше многу дожлива. Може да мислите, паркови зеленило цела година косеше 5 пати, ние ја косиме општината 18 пати. И сега вие да создадете фама дека локална самоуправа и градоначелник толку води грижа за зеленилото, за цвеќињата, за цветните аранжмани, за плоштадите, води битка со граѓаните за да не се уништува зеленилото, да се прогласи за зеленомрзец, овакво дрвомрзец, така натаму, тоа се смешни работи. Да. Значи, тоа се измислени работи. Ние при носењето на урбанистичките планови имаме проблем, бидејќи зградите во Карпош, кога се градени, измеѓу 62-та и 70-та година, стандардите биле 0,4 паркинг простори за еден стан. Денеска стандардот бара еден паркинг простор за еден стан. Така. А во Карпош 4 имате 3550 станови, треба да обезбедите 3550 паркинг места. Така. Не мора јас да ги цртам. Кој сака нека ги нацрта, нека каже каде. Така. Значи, за да пројде урбанистичкиот план, за да нас ни го усвои за оној што е надлежен, тој урбанистички план да ни даде согласност и ревизијата, и градот Скопје, и Министерството, значи и сообраќајните инженери кои што се најригорозни во урбанистичките планови, ние мора да обезбедиме на хартија тие потребни паркинг места, а на терен граѓаните на Карпош немаат проблем со паркирање, особено на Карпош 4, затоа што ние за само 2 години, 2012 и 2013 година, сме изградиле 850 паркинг места. Јас овде има градоначалници што не слушаат, веќе граѓани, дали може да се пофали една општина за 10 години дека изградила 850 паркинг места. За Карпош 4 сме изградили 850 паркинг места и ние на терен немаме никаков проблем со паркирање. Значи граѓаните немаат реален проблем, имаат формален проблем, а тоа е со законот, не со градоначалникот. Така, има ли напуштени згради во општина Карпош? Не, зошто би требало да има напуштени згради? Па ете, некои згради кои што законските регулативи, поранешни и сегашни, се спорни. Па тие згради се уште не се ни таму, ни ваму во немаме насока на собственост. Чии се тие згради?
Немаме таква. Не зборам за згради за Значи, живење, немаме зборам таква- за објекти Нема градични. таква било работа. Напуштен беше фабриката Лумина, таа е сега срушена, таму треба се гради трговски центар, треба да се гради комплекс на згради, значи апсолутно не е точно. Ние во Карпош не сме дозволиле да дебар мало ни се прелее во Карпош. Нити пак универзална сала се прелее во Карпош. Нити пак кисела вода, делот кај рампа се прелее во Карпош. Ние водиме сметка за потребите на развојот на општината и потребите од квалитетно живење на граѓаните. Карпош прво има одлична инфраструктура, второ има одличен сооднос меѓу количина на зеленило и оно што значи стамбел дел. Во Карпош нормално мора и нешто да се работи, мора и од нешто да се живе, мора општината и да се развива. Инаку да знаете, Карпош пред 1967 година бил собственост на бавчеванџии, на приватни собственици. 98% од општината била собственост на одредени граѓани, ние имаме многу малку државно земјиште. Тоа земјиште им било експроприирано или национализирано, денеска тоа се денационализира, собственици се нивните потомци и нормално тие потомци доаѓаат кај нас со барања да им се уцртаат соодветни маркици за да може да си ги решат своите стамбени прашања. Луѓето од Јас ќе Карпош ви кажам- да се извинувам за носталгични, многу Так, носталгични. јас ќе ви покривки. кажам, на пример, неколку интересни работи. Доаѓа кај мене граѓанин кој што вели мојот дедо за да го купи ова земјиште, кој што било во Тафталич, работел на гурбет, бил во Александрија 25 години. Го платил 450 турски наполеони. Секоја пета година доаѓал дом и со баба ми имале по едно дете. И тоа е национализирано и сега ни е вратено од сето тоа што цело имање, само 650 квадрати и сега јас некој си стевче од Подржикоњ кој дојдем во Скопје, треба да го молам за да ми уцрта една куќа од 100 квадрати. И сега да ја прашам, јас како начинам како треба да реагирам. Или кога ќе дојдат кај вас внуците на народниот херој Орце Николов и кои ќе ви кажат дека тие се на улица затоа што после ратот им биле дадени државни станови кои денеска се денационализирани, а имаат место во Карпош 1 кој е нивно и кои тие сега седат под кирија. Под кирија седат внуците на Орце Николов и доаѓаат кај вас, барат да ни цртате маркица за да може да се ги решат стамбените прашања на своите деца, како вие како градоначалник ќе реагирате. Јас морам да ги почитувам, да почитувам и собственоста на граѓаните. Морам да ги почитувам и оние што нивните дедовци ги оставале коските на гурбе за да го купат тоа имање. И морам во исто време да водам сметка и за оние граѓани кои што тоа тука живеат. Значи мораме да водиме политика и волкоците и овците на број. Мислам дека за сега успеваме. Нормално, политичките противници ќе си работат така како што работат. На граѓаните треба да проценат дали некој работи и штити нивните интереси или работи спротивно на интересите. Јас можам со мирна совест и со кренато чело да чукнам на секоја врата и пред секој граѓанин. Значи никогаш не работам и не правам нешто што е спротивно на интересите на моите граѓани. Нема шанса во Карпош ние да нацртаме зграда која се наоѓа од јужна страна и да го завземе сонцето на зграда која што се наоѓа на северната страна. Нема шанса на комшии да им затвориме видик, да нема доволно инсалација и така натаму. Значи се што е тоа направено е со резон и она што е најбитно, ние јас како градоначалник се вклучувам во некој урбанички план после јавна анкета доколку има одредени проблеми. Ако нема проблеми, има урбанички планови кои што ја воопшто ги немам видено, тие се усвоени на седница на совет, бидејќи тоа не е моја главна работа. Моја главна работа е да ги решам проблемите на граѓаните кои се од надлежност на локалната самоуправа. Така. Има ли нешто од законите што се сега на снага, што лично вас со вашите размислувања како тоа би било подобро, едноставно ви спречи и сметате дека таа законска регулатива не оди во прилог на граѓаните, не на градоначалникот? Како не? Што правите на таа тема, вие како градоначалник? Прво, граѓаните секојдневно до нас се обраќаат ради безбедноста. 5-60 тинејџери во цел Карпош, во раните утрински часови, како да кажам, комуницираат побучно, консумираат алкохол, ги малтретираат едноставно граѓаните кои што живеат во тие околини, полицијата не реагира соодветно, или пак околу безбедноста сообраќајот имаме улици кои што се еднонасочни, а се вози во обратен правец, и тоа во зони каде што имаме градинки и училишта се загрозува безбедноста на децата и на граѓаните. Значи
дел од полицијата мора да потпадне под локалната самоуправа за да имаме поголема ефикасност. Значи, јавниот ред и мир треба да дојде кај локалната самоуправа. Второ, ние ингеренциите ги делиме со градот Скопје. Каква врска има ѓубрето и зеленилото од Карпуш со градоначалникот на Скопје? Значи, колективната хигиена, метањето на улиците и зеленилото треба да се биде локална обврска и тогаш ние целосно можеме да одговараме пред граѓаните, бидејќи и приходи ќе имаме дел од приходите што се плаќаат за ѓубретарина, за подигање на сметот. Следната работа, Министерството за финансии, оделението за имотно-правни односи ни прави страшни проблеми. Граѓани чекаат и по 15 години за денационализација на земјиште, за трансформација на земјиште, по 7-8 години за откуп на земјиште и најчесто граѓаните, општинските згради во кои што се сместени и подрачните единици на министерствата за финансии, за транспорт и врски, за земјоделие, ги гледат како да кажем, како злогласени места на бирократија, на неработа, на неефикасност. И јас сум единствен градоначалник во Републиката кој што токму тие причини ја иселив општината од бараките кај што беа заедно со општината, ги иселив и потоа ги урнавме тие бараки за да се одвоиме, за да може граѓаните да прават дистинција. Што е локална самоуправа, а што се подрачни единици на министерствата, што сметам дека и тој дел од имотно-правните односи треба да си потпаднат под локалната самоуправа, за да бидеме поефикасни, за да побрзо излегуваме во пресред на граѓаните, за да не талкаат повратите и можете да замислите од прилика законската регулатива за остварување на правата на граѓаните е направена така да правата може да ги остварат само луѓе со високи интелектуални капацитети. Луѓе кои што имаат многу познанства и врски и така натаму. Напротив, јас сметам дека постапките треба така да бидат упросечени за да одговараат на некој просечен слој на граѓани. Ако вие еден граѓанин ви чека на измена на урбанички план 3 години, какви се тие процедури? Каква е таа општина, каква е таа локална самоуправа? Или ќе ви кажам, ако еден граѓанин 15 години чека за денационализација, во тие 15 години тој починал. Зад него има 3 деца, од тие 3 деца едно починало. Па сега пак треба да се дели имотот. Па потоа му е ставено во маркицата и дел, чека 3 години на измена на урбанистичкиот план, тој е 18 години. Па 2 години чека за дооформување на парцела. Па молам, цел живот е 20 години. Едно дете ќе се роди за 20 години, ќе заврши основно средно образование, ќе се ожени, ќе купи куќа, ќе има 2 деца. Што е цел живот во кој што граѓанинот талкајки по државните лавиринти практично му проаѓа животот и на него и на своите деца, а не може да ги оствари своите права. Чаре мислам дека многу поефикасна државата ќе биде ако многу повеќе ингеренции спушти на локално ниво. Нормално тоа се одвестуваат и одредени приходи. Добро, па тоа е тенденцијата, нели? Пасте вака, министерот појма нема што му се случува него во подрачните единици. Меѓутоа, градоначалникот е секој 4 години на испит. И на градоначалникот е живо заинтересиран да има ефикасни служби. Во делот на имотно-правните односи, во делот на урбанизмот, во делот на локалната инфраструктура, во делот на одржување на хигиената, на зеленилото и така натаму, тоа се најбитните работи што како права си ги остваруваат граѓаните. Треба да се натаму исто така во делот на социјалната заштита. Ние најдобро знаеме кој е наш граѓанин, кој е навистина сиромав. Имате ли бездомници во општина Карпуш? Како реагирате на многу малку, таквата категорија на луѓе? Служба формирана во општината која што се грижи за старите изнемоштени лица кои што се осамени, значи таа наша служба секојдневно ги посетува тие лица, ако треба да им купи нешто од продавница, ако треба да им купи лекови, значи тоа го работиме, помагаме на лица со посебни потреби, на лица кои немаат доволно приходи, негде имаме околу 120-30 семејства на кои што им помагаме континуирано. На пролет им даваме пари, на есен им даваме пари, собираме пакети за да може отприлика за еден месец да им обезбедиме храна 3 пати во годината. Тогаш зошто ве обвинуваат, да кажеме, во последната кампања, дека сте препакувале со налепници на гром пакети од хуманитарна помош? Па добро, кој ќе видат дека им служите на граѓаните, дека собирате, постои ли таков монструм кој што пазите, ќе дојде кај вас на врата, ќе побара вие да донирате одреден производ, а тоа се граѓаните пред маркетите во Карпуш донираат одредени производи и потоа тоа ќе го позлоупотреби за политички цели. Мојата совест и мојот габарит како политичар тоа не го дозволува.
Само можам да кажам за искривените умови на тие што креираат такви, фабрикуваат такви лаги. Тоа нема шанса кај мене да се случи. И тоа се апсолутно лаги, одговорно тврдам. Да, Впрочем, ваше. секогаш има надлежни институции во оваа држава и секој кој се обидува да манипулира со хуманитарна помош, треба да му стават лисци на раци да заврши за дрешетки. Така. Докаде е случајот со спротивната страна, советничката Несторовска? Зошто толку процесот зеде некој по-сериозен? Кој поглед процесот? Судскиот. Па видете вака, мислам дека таа особа има потреба, има, како да кажам, има манири на екзибиционист. Или можеби има манири на екзибиционист, сака да биде пренагласена, да биде видена, да биде слушната и така натаму. И кога вие ќе искочите јавно пред малите екрани да кажувате лаги и невистини, за прашање кое што сте го поставиле, ваш колега го поставил како советничко прашање и му било одговорено од службите и потоа пак да излегувате и да ги лажете граѓаните, а не сте било кој, не сте ниту новинар, не сте граѓани, туку сте советник и одлично ги познавате, работите во локалната самоуправа, да кажувате такви лаги, дека градоначалникот Стефче Јакимовски дал 120.000 евра за гаќички за мајци, мислам. Како ќе кажем, блиско до умот. Тоа е ставка од 120.000 евра во кој што влегуваат сите потреби во делот на спортот, реквизити во едно училиште, ако се скршат рип столи, од тие средства ги поправаме, од тие средства ги заменуваме кошовите, таблите, од тие средства се купуваат, стативи, не знам, козличи, како се викаат, да. коњи, они како се викаат за прескок, одскочни даски, се купуваат медицинки, се купуваат баскети, се купува и маички гакички за учениците од училишната лига. Ама не само маички гакички. Ама тоа се околу 400 годишно. 400 пара. Организираме турнири во кошарка, во фудбал, награди се патики и така натаму. Тоа се тие средства кои што ги даваме за нив. И сите други потреби, купување на голови, стативи, тие што ни се надвор, децата што играат често пати ги уништуваат, со тоа пари кошта. И тоа е една парична рамка од 120.000 евра, која што ние користиме неколку години, 3, 4, 5 години, во зависност од тоа колку има потреба, а далеко тоа дека ние кој нормален ќе даде 120.000 евра за гакички и за мајци, и сега пазите, тоа го кажува советник и го повторува не еднаш, прво постава прашање советничко, му одговараат службите дека тоа не е така, не е точно, потоа излегува јавно да обвинува, и мислам дека секој треба да се сноси последици за кажаниот збор, кога вие со сигурност тврдите нешто дека некој направил. Јас морам да ви кажам дека таква работа, јас не пијам алкохол или многу малце консумирам, морто спијам да сум, па не би направил таква глупост да дам 120.000 евра за какички за мајчки. Добар одговор дадовте за крај на ова прашање, мислам, не за крај на нашиот разговор. Господин Јакимовски, се споредувате ли со некој градоначалник? Во природата на човекот е да си правиме споредби, па оно ова вака го прави, па може би можел и јас тоа да го направам, може би ова е добро, подобро. Па не, например, вака, мој идол као градоначалник е Александар Бакочевиќ, градоначалникот некогашниот градоначалник на Белград. Да. А тој беше еден господин кој во социјалистичкото време и зошто тој беше најдобар градоначалник? Имате ли одговор? За развојот на Белград како град, мислам дека и денеска е почитуван и како градоначалник заедно со Богдан Богдановиќ, така да еве од тие градоначалници мислам дека можеби некои работи сме смислили надвор од рамките на Македонија, затоа што јас добив две големи награди. Едната награда за најградоначалник на Југоисточна Европа во Сараево, заедно со награда која добил Јанковиќ, награда која што добил началникот на Сараево, награда која што добил градоначалникот на Загреб. А сега на Подгорица мислам дека беше или на некој не Даниловград. Да, значи оваа година, да. Треба да се исполнат. И јас ниту сум знаел за таа награда, ниту сум знаел, значи они кога имало такви предлози, они потоа доаѓале во републиката и консултирале одредени јавни личности за кои што ги познавале, кое е мислењето нивно за таа особа што е кандидирана. Јас ниту знам кој ме кандидирал, ниту знам кој за мене кажувал дали ја заслужувам таа награда или не. Исто така, истата година добив и награда во Ниш,
Нема подршка. сомнение дека сте ја заслужиле после се што има направено во општина Карпуш. Јас сега предлагам малку тука да направиме една пауза, да видиме Треба што... реклами да се живе, така ли? Не. Секако дека треба од реклами да се живее, но јас давам предност на нашите сограѓани кумановци. Што мислат, кој е нивниот идол во Македонија за градоначалник и зошто тој за кој што говорат тие? Од мој? Ма јобре, не. А немам ни такав што да биде омилен, да е глумац или некој. Па најшто е на Прилеп. Зошто баш на Прилеп? Па гледам нека се грижи некако за град. Ги слуша граѓаните што треба, како е. У Старо Нагоричино. Зошто? Има нешто. Добро. А? Некој друг? Па не е лош овој Кумановски. Па не е лош оне у Ѓорче, па не знам за лошија. Наш градоначалник, господина Зоран Циц. Кога да бираш, исти су сви. Зошто? Зошто баш? Зоран Дамјановски. А зошто баш он? Зашто јас сум многу години с njega бие знаец по самото и добро ми е увек ме примие се, сака се. На Карпушеве Стевче, да кажеме. Зошто? Зошто ги извојувате еве него? Па спремат медиуми на телевизија, како се гледа дека во таа општина нешто напредува, се прави, се реализира тие проекти и заинтересиране доста како за нешто да направи за таа општина, за разлика од други кои што позадински работат само некои прљави работи и си терат свој бизнис и своји интереси. Мислам еден од најомилените овој Маријан Ристевски прилепчанецот. Зошто? Па не знам, работи човекот, прави нешто. Познам ја многу од нив, ама овој работи стварно. Прилеп го направи и посебно сакам да го исторам овој градоначалник на Македонска Каменица. И тој дечко работи страшно. Илчо Захариев, Зошто? затоа што е најдобар. Па што, напримерно тука да, но се е мито и корупција. Коце Трајановски, Зошто Коце Трајановски? зашто многу работи. Што има посебно? Има организацијска способност. Омилен градоначалник? Омилен ти е Степче Јакимовски. Зошто Степче? Степче е еден дечко кој е стварно добар и мисли за Карпуш. Ја кога знам него мисли за Карпуш, на селото Карпуш. Се што обеќа, све извршува. Господин Јакимовски, видовме што сметаат нашите сограѓани, кои се нивните градоначалници што сметаат дека се успешни. А јас би ве запрашала дали сметате дека за градоначалник е потребен човек кој што има големо искуство во областа на економијата, бидејќи тука се менаџира со сериозни пари, дека е човек кој што има големо искуство во политиката, а не како Џон Гнар, кој што е градоначалник на Рејкјавик и кој што сепак е успешен иако е таксиста, иако има свој панк бенд, иако знае да се однесува така малку покомотно и кој што е впрочем комичар во Исланд. Знаете како, секој посакува да биде градоначалник во Норвешка или во Шведска. Така. Или во Англија, или во Исланд. Многу е потешко да бидеш градоначалник на Балканот овде. Поготово во земјите во транзицијата, каде што имате ограничени овластувања, уште поограничени ресурси, се разбира, финансиски и морам да кажам дека градоначалничката функција е пред се менаџерска функција. Оно што знае добро да менаџира, администрацијата не е мала. Значи, таа нарасна во локална самоуправа. Треба да ја устоличите, да ја устроите и да ја држите под контрола. Затоа што нели ја држите администрацијата под контрола, таа наместо сервис на граѓаните, таа станува сервис против граѓаните. Тоа е првата работа. Второ, мора да знаете, лесно е да бидеш градоначалник таму кај што има пари. Така. Повели да бидеш градоначалник кај што нема пари. Кај нас парите ни оддалеку не се толку колку што имаат потреби граѓаните, колку што има потреба за развој на нашите општини. Значи, мора да знаете да менаџирате со средствата. Трето, изложени сте на политички влијанија, значи мора да имате капацитети за политичко справување со политичките противници.
Покрај тоа што јас сум дипломиран економист, што сум работел и како директор на предпријатие, јас имам и политичко искуство покрај ова во политичкиот плурализам и во времето на социјализмот. Јас бев стручно политички работник во председателството на Младина на Југославија, значи на последното председателство на распаѓањето. Инаку таму отидов на местото на Ристо Иванов, а инаку непосреден шеф на сектора за општествени и економски односи беше Мило Џукановиќ, денешниот премиер на Црна Гора. Јас ја водев тековната и развојна економска политика и бев министер за економија и водев комисија за социјална политика и бев министер за труд и социјална политика. Значи, целото тоа е едно огромно искуство и животно и политичко, но пред се и професионално, кој што се има, многу придонесува за да имате резултати во менеджирањето со една општина, но во исто време тоа мора да се искомбинира, како да кажем, со генот, со Божјата дарба, со оно што си го носите од генетски код. Генетскиот код што го имате. Сте лидерски тип или не сте лидерски тип? Можете да раководите или не може да раководите? Јас имам раководители и луѓе кои што се обидувам да ги направам раководители, често пати им викам на нашите колеги, но гледате дека тој во себе нема лидерско. И велам, луѓе, не постои поп кој што само крштева и венча. Значи попот мора и да погреба. Да. Мора некој да исповеда. Значи вие како раководител морате некој да казните, некој морате да подвикнете, морате да надградите, да наградите. Значи мора да бидете подготвени за сите добри и лоши работи во делот на менеджирањето. Затоа вие треба да бидете лидерот и нормално има и што ќе ги сакаат вашите потези и што нема да ги сакаат. Секој ваш потез си има влијание врз луѓето кои што вие ги раководите. Во корист на времето ќе поставуваме прашања со задоволство. И брзи малку повеќе со брзи одговори. Да. Така. Што се надевате дека ќе се постигне највисока кота како градоначалник во општина Карпош во наредната година? Да се направи општинската зграда. Како го балансирате вашиот семеен и личен живот? Со обзир на обврските што се многу бројни. Со многу отсуство од дома, но настојувам да во исто време бидам посветен и на моите деца. Дали пиете вода од чешма? Да. Знаете зашто ве прашувам? Да. Како е водоснабдувањето во општина Карпош? Да. Во општина Карпош е добро водоснабдувањето, меѓутоа таму јас кај што живеам за жал има мртва вода, така да само во исклучителни нужди пиеме. Значи ако нема кружен систем, таа е мртва вода. Кој закон би го смениле во корист на граѓаните како градоначалник? Доколку можете да баш така. Законот за град Скопје би дал повеќе ингеренции на општините во однос на градот Скопје. Со тоа граѓаните ќе добијат многу подобри услуги. Што направивте како општина Карпош за активностите на децата после училиште? Ние организираме училишна лига во фудбал, кошарка, одбојка, пинг-понг и шах. Таа има есенски и пролетен дел. Во исто време за децата организираме повеќе манифестации, како што е манифестацијата Јас имам талент, во кој што сите оние што се талентирани доаѓаат на тој натпрем. Може да замислите една година победи дете со аутизам. Кој е срека за него и за навистина тоа беше талентирано. Вела дека децата со посебни потреби особено се талентирани во различити сфери. Така. Ние како локална самоуправа плаќаме од нашиот буџет, плаќаме дефектолози за децата со посебни потреби. Организираме манифестација од цвет на цвет во кој што се вклучени сите деца од градинките. Тоа е една преквацна манифестација кој што се транспаренти со пораки за мир, за љубов, за живот, за чување зеленилото. Може да мислите кога ќе дојдат 3000 деца и ја пеат, само иницијативно ја пеат македонската химна "Денес над Македонија се раѓа" пред општината. Моите колеги градоначалници со кои што сме братимени беа присутни на тоа, нив солзи им тече од таква возбуда кога го доживеа тоа. На кое прашање не сакате да ми одговорите? Нема прашање на кое што јас не сакам да одговорам. Сигурен ли сте? Апсолутно. Да ви верувам? Повелете. Што поминува покрај вас, а не сакате да го забележите? Па нема нешто што јас не забележувам. Кои се вашите најбитни соработници? Секретарот на општината, прво председавачот, потоа секретарот на општината.
Во 5 реченици. Ваш работен ден. Мојот работен ден, јас станувам многу рано. Прво што правам, значи правам прошетка со мојот пес. Значи имаме Акита Ину. Прво тој не чека. Пиеме утринско кафе со сопругата и потоа заминувам на работа. Јас сум единствен градоначалник можеби во свет кој што странки прима секој ден. Значи јас не враќам странка, освен ако имаме закажан некој состанок кој што треба да излеземе надвор или трае подолго, се случува граѓаните да чекаат и по 2 часа, меѓутоа не се враќаат од пред вратите на градоначалникот. И нормално работа со служби, излегувам на терен, ако се гради нешто морам да видам. И мене ми е многу жал што јас како економист често пати давам совети на градежници, не затоа што тие не ја познаваат таа материја, туку затоа што се аљкави во спроведувањето на оние потреби кои што кога се гради, најчесто од аспект на функционалност и од аспект тоа што го градиме да ни трае подолго, ако правиме канализација и асфалтираме улица потоа да не ни пропадне, дали ми разбирате, значи од одредени работи, или ако правиме веќе улица, претходно мораме да ја замениме канализацијата, ако нема да поставиме, ако од цевките за вода нема водовод да поставиме водовод, ако се дотраени имаме чести кварови да ги поправиме, значи тие се работи кои што јас дури повеќе водам сметка од градежните инженери. Со кого сакате најмногу да се дружите? Со кого сакам? Со моите деца. Сакате ли понекогаш да сте во Берово или во Охрид, да ги броите облаците со напиток во рака? Па да, зошто да не. И Берово и Охрид, искрен да бидам, кога не би бил од Криопаланки од Подржикон, кој што е планинско место, јас може би сакал да купам некој имот, така скромен имот. Не зборам за тоа. Прашувам да броите облаци. Да, Берово ми се допаѓа. Значи, Берово, Пекчево, Охрид. Да не мислите ништо, апсолутно. Да. За мене Свети Наум е веројатно најбалото место на светот. Да, се сложувам со вас за Свети Наум. Со што сме ние најбогати? Кратко. Па мислам дека сме најбогати со традиција, со култура, со историја, која што не знаеме да ја почитуваме до крај. Да ја почитуваме и да ја искористиме. И мислам дека почитувањето кон историјата недоволно посветуваме како граѓани. А со што сме најсиромашни? Мислам дека најсиромашни сме со упорноста. Што никогаш нема да направите, а мора да направите? И зошто? Како да ви кажам, мој манир не е да лажам. Значи јас може да се случи да кажам некому што не му се допаѓа, меѓутоа лагите не се мој манир и јас често пати можеби не им звучам добро на граѓаните кога зборувам вистината и тоа е мојата, како да кажам, тоа е моето мото и она што зборуваат за политичарите дека, не знам, лажат или го консумираат најстариот занет, мислам дека на тоа многу придонесуваат и оние кои што, како да кажем, ја консумираат политиката, па веруваат и во работи во кои што не треба да веруваат. И за крај, што не треба да бараат граѓаните на општина Карпош, а вие секако дека ќе направите? Па граѓаните на општина Карпош никогаш не барале да правиме коровови, а ние ги правиме. Никогаш не барале фасади, а ние ги правиме. Никогаш граѓаните на општина Карпош не побарале од мене да ги менуваме лифтовите, а ќе ги менуваме. Никогаш не барале ние да косиме тревата и да ги чистиме улиците, да ги чистиме. И секако ќе се кандидирате повторно за градоначалник или имате некои амбиции за амбасадор, можеби? За амбасадор ни случајно. Значи, кога би продолжил да се бавам со политика, а не би имал никаква функција, амбасадорското место нити било, нити ќе биде моја атрактивност. Јас сум живеел во Белград 2 години, во социјалистичкото убаво време со многу пари, со авиони и така натаму, и тоа не ме привлекувало, нити денеска ќе ме привлекува амбасадор во било која земја на светот.
За мене градоначалничката функција е функција која што ми исполнува, која што се наоѓам себе и мислам дека е функција со која што најмногу корист имаат и токму оние кои што ме гласат. На секоја друга функција мислам дека помалку корист имаат граѓаните од ова што имам сега. Ви благодарам, драги гледачи, што бевте со нас. Ви благодарам вам, господине Јакимовски, што одвоивте време да бидете наш гостин, а за онаа што ве прашав дали ќе одговорите на некое прашање, ќе го оставиме за некоја друга прилика само во корист на времето. Ќе има што уште да си поразговараме. Слободно. Се набава.